Бирвам. Она што беше од почетокот. Она што го чувме. Она што со очите своји го видовме. Што го опипавме. Тоа ви го пренесуваме. Она што го чувме од почетокот е Евангелието што го чувме од почетокот, дека Бог е светлина и во него нема никаква темнина. Ако кажеме дека со него општиме, одиме во темнина, тогаш лажеме и не постапуваме според вистината. Ако пак во светлина одиме како што е он самиот во светлина, тоа значи дека ние еден со друг општиме и крвта на Исуса Христа не очистува од секаков грев. Ако кажеме дека немаме грев, се лажеме сами себе и вистината не е во нас. Ако ги исповедаме гревовите своји, он е верен и праведен за да ни ги прости гревовите и да не очисти од секаква неправда. Ако кажеме дека не сме сгрешиле, него го правиме лажец и словото негово не е во нас. Ви пишувам, чеда, да не грешите. Ако некој сгреши, кај Отецот имаме застапник Исуса Христа праведникот. Он е очистување на нашите гревови и не само нашите, туку гревовите на целиот свет. По тоа узнаваме дека сме во него, кога ги пазиме неговите заповеди. Кој вели го познав, а заповедите негови не ги пази, лажеце и вистината не е во него. Кој го пази словото негово, во него е Божјата љубов на вистина совршена. По тоа узнаваме дека сме во него. Кој вели дека во него пребива, должен е да постапува така како што постапи и он. Возлюбени, не ви пишувам нова заповед, туку старата заповед што ја чувте од почетокот. Старата заповед е словото што го чувте од почетокот, но сепак нова заповед ви пишувам, она што е вистинско и во вас темнината одминува и вистинската светлина веќе свети. Кој вели дека е во светлина, а го мрази братот свој, тој е се уште во темнина. Кој го љуби братот свој, тој е во светлина и во него нема соблазан. Кој го мрази братот свој, тој е во темнина и во темнина оди и не знае ни каде оди, бидејќи темнината му ги ослепила очите негови. Ви пишувам, чеда, дека заради неговото име ви се простени гревовите. Ви пишувам, татковци, зашто го познавте оној кој од почетокот. Ви пишувам, момчиња, зашто го победивте лукавиот. Ви напишав вам, татковци, зашто го познавте оној кој од почетокот. Ви пишувам вам, момчиња, зашто сте силни и Словото Божјо пребива во вас. Па го победивте лукавиот. Не сакајте го светот. Кој го љуби светот не е од Отецот. Се што е во светот, похотта на телото, желбата на очите, гордоста на животот, не е од Отецот, туку од овој свет. А светот поминува и похотите негови. А оној што ја извршува волјата Божја, останува довека. А оној што ја извршува волјата Божја, останува довека. Чеда, последно време е. Како што сте слушнале дека ќе дојде антихрист и сега веќе се појавија многу антихристи. Тие излегоа од нас, но не беа наши, бидејќи ако беа наши ќе останеа со нас, но излегоа за да се знае дека сите не се наши. А вие имате помазание од светиот и знаете се. Кој е лажец, ако не оној што одречува дека Исус е Христос? Тој е антихристот што го одречува Отецот и Синот. И тоа е ветувањето што ни го вети он, вечен живот. Кој го исповедува Синот, има и Отец. Кој го одрекува Синот, нема и Отец. И помазанието што го примивте пребива во вас. И немате потреба некој да ве учи, бидејќи самото помазание ве учи на се. И е вистинско и не е лага, да останете во него онака како што ве научило тоа. И
така че да останете во него. Така кога ќе се јави он, да имаме смелост и да не се посрамиме од него кога ќе дојде. Кога знаете дека е он праведник, знајте го и тоа дека секој кој што врши правда е роден од него. Секој кој што врши правда е роден од него. Чеда, гледајте каква љубов ни дал Отецот. Да се наречеме чеда Божји и такви да бидеме. Сега сме чеда Божји, но уште не се покажа што ќе бидеме. Знаеме само дека кога ќе се покаже, ќе бидеме слични на него. И секој што ја има таа надеж се очистува сами од себе, како што е чист он. Секој што прави грев, прави беззаконие, и гревот е беззаконие. Секој кој што пребива во него не греши и не може да греши, бидејќи е роден од Бога. Бидејќи е роден од Бога. Чедата Божји и чедата ѓаволски по тоа се познаваат. Секој што не врши правда не е од Бога, а и оној кој не го љуби братот свој. Татко мој, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го и денес и простини ги долговите наши, како што и ние им ги проштуваме на нашите должници, и не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови и во векови. Амин. Ќе дојдам при вас, откако пропатувам по Македонија, оти ќе минам преку Македонија. Тоа го запишал самиот Бог. Бог ве запишал во Божиот катастер. Нокеска сонував еден сон. Пред мене стоеше еден човек, македонец. Тоа го запишал самиот Бог, кој ме молеше и ми велеше, дојди во Македонија и помогни ни. Татко мој, испрати војска ангелска во Македонија и помогни ни. Ти си не запишал, ти си не избрал да бидеме избран сад, да се шири светото Евангелие. Те сакаме, Господи, ти благодариме. Тоа што Бог составил, човек да не разделува. Ако Бог не запишал, кој е тој што може да не избрише? Ако е Бог со нас, кој е тогаш против нас? Слава ти, Татко Небесен, слава ти, Господи Исусе Христе. Оваа земја е Исус Христова. Ја запишал самиот Бог во Светото Писмо, напишано во дух и вистина. Кој се сложува, нека каже Амин. Ќе дојдам при вас, откако пропатувам по Македонија,